голема благодарност према градоначалникот, према директорот на Центарот на социјални работи. Многу сум преблагодарен. Обети струјата, обети дрва, обетија за паричен надоместок, тоа ќе видиме кој ќе земиме. Сега немам уште ништо земено. Кој ќе онали со голема благодарност, му се благодарам на сите оние што пуштија рака да ми помогнат. Подобро е, потопло е, не е како што беше. Сега е подобро. Не е многу напорно, порано многу беше напорно. Ни струја, каде не можеше, тој па и струја немам, не. Многу лошо беше, се свакам част на сите и му благодарам на сите што помогна, на директора, на градоначалникот, на сите. Дрва добивне, 3 кубици и еве фриждер ни дојса, ни купија, тоа е сето се. И споредот, да. Свака му час, му благодарам на сите што се загрижа за нас. Пред отприлика 10 дена бевме во семејството, во домот на семејството Спасевски, Вилјанка и Драган, каде што ја видовме состојбата која што беше кажена на сите телевизија како еден редок случај, социјален случај. Заедно дојдовме со директорот на социјални грижи, со директорката на здравствениот дом во Прилеп и со бранителите кои што вистински беа загрижени за овој бранител од 2001 година, господинот Драган Спасевски, кој што има здравствени проблеми, има одредени пореметувања со шејкерот, зголемен шејкер, долго време прима инсулин и од тие причини здравствената состојба му е нарушена, како што знаеме од порано. Во исто време тогаш добивме информација дека 4 до 5 години немаат електрична енергија во својот дом и немаат затоплување, тоест огревно дрво за да ја поминат оваа зима. Ние сите заедно се погриживме за тоа да го средиме. Следниот ден од кога дојдовме го упативме во болницата, општата болница во Прилеп, каде што беше хоспитализиран, каде што му беше регулиран шејкерот во крвта и дадена инсулинска терапија, која што во иднина треба да ја користи. Исто така, успеавме да обезбедиме средства од прилика околу 92.000 денари, не беше сметката платена кон Евана, затоа му беше исклучена и електричната енергија. Таа сметка успеавме да најдеме начин општина Прилеп го реализира тоа плаќање, оддели своји средства од буџетот на општината. Исто така се погриживме да обезбедиме и 3 кубика огромно дрво за да ја помине оваа зима. Согласно потребите на семејството на Драган и Вилјанка Спасевски, го мобилизиравме Центарот за социјална работа во дело на надминување на одредени негови социјални потреби. Меѓу другото, веќе е решен предметот во делот на социјалната парична помош и за многу брзо ќе добија зголемен износ, повеќе од, би рекол, 300% од она што досега го добива, впрочем и како што сите други корисници на социјална парична помош тоа ќе го имаат. Паралелно, многу забрзано и побрзо го решивме предметот за помош и негово друго лице, се очекува изготвување на решение и паралелно нормално збогатување на неговиот социјален приход во функција на надминување на веќе затекнатите потреби, нормално во содейство со општината, градоначалникот и неговите служби. После добивањето на информацијата за случајот на нашиот почитуван бранител и соборец, ние како бранители и координаторот на бранители на Република Македонија Стојан Ангелов и локална самоуправа на општина Прилеп и воопшто државните институции едноставно се мобилизираа за помош и за што побрзо опоравување на нашиот соборец. Значи неговата социјална положба е целосно променета. Денеска еве ние како невладен сектор заедно со градоначалникот направивме една, да речем, инспекција